Малку со блокада на една коловозна лента, малку со целосна блокада на магистралниот пат Штип-Кочани во центарот на Облешево. Денеска оризопроизводителите го изразија својот револт поради ниските откупни цени на арпата и оризот во пресрет на жетвената кампања. Се пожалија дека килограм бел ориз е исто и колку еден леп, што никогаш не било. Цените се мизерни поради што до година оризот ќе го снема од полињата. Ние излегуваме од следните причини. Оризот да биде 25, оризовата арпа до 30 денари. За жал неколку пати испаѓаме, овие барања се доставени и до Министерството, и до министерот, и до премиерот заедно. За жал, не сме повикани, нити е разговарано со нас. Репроматеријалите, од ѓубрива до пестициди, фунгициди, инсектициди е качено за 70 до 100%. Пченицата еве за што направија, земаја 200 динара, сега е 15 динара. Лебо е од вчера 30 динара, 28 и 30 динара. Иста судбина ги чека и оризопроизводителите. Прашуваат, зошто на протестите ги нема премиерот и министерот кој во 2017 година пред изборите им ветувале 25 денари килограм арпа и 50 денари за килограм бел ориз. Ние бараме цената 25 до 30 денара. Тоа е единственото барање. Зошто го бараме тоа? СДС дојде на власт, еве за медиумите. Нека видат живот за сите, значи може да снимат. Тоа е 2017 година, рекоа вака, штом ќе дојдеме, оризот ќе биде откупен по 25 денари, а белиот 50. За жал, од сето тоа ништо нема. Оризопроизводителите се заканија дека доколку од Министерството и од владата не излезат со решение, работите ќе ги преземат во своји раце. Доколку не дојде до решение од страна на владата за овој проблем, народот сам ќе ја земе одговорноста, ќе се организира и секојдневно ќе правиме блокади на пат. Представници на иницијативниот одбор во текот на протестот беа во постојан контакт со полицијата околу реализацијата на блокадата со цел протестот да не излезе од контрола и да се избегнат законски постапки и санкции за организаторите.